Благодарам, председателе. Почитувани министри, заменици министри, колеги пратеници. Имено, иако Гостивар по својата местоположба е прв град до реката Вардар или само на 5 километри од изворот Вруток, според сите показатели би требало гостиварци да пијат здрава и чиста вода за пиење, меѓутоа неретко се случува да водата за пиење во Гостивар и Гостиварско е доста загадена или заматена. Ова особено се случува во период на обилни врнежи од дожд или во пролетниот период кога се топат снеговите и доаѓа до лискање на земјиштето околу самата река, околу самиот извор. Ова е повеќе деценијски проблем за гостиварци и повеќе влади наназад се залагале за решавање, меѓутоа до сега ниедна од нив не излегла со конкретно решение. Токму оваа влада во 2011 година донесе проект тековен, кој што се одвива во неколку фази, или поточно од 2011 до 2015 година, тековен проект со кој што беа издвоени 122 милиони денари и се одвива во 5 фази, како што и претходно напоменав. Самиот проект треба да заврши во 2015 година и конечно, значи, филтер станицата во Гостивар да се стави во функција. Со тоа и да заврши овој повеќе десенијски проблем за гостиварци и дефинитивно гостиварчани да може да пијат здрава и поквалитетна вода за пиење. Токму тој произлегува моето прво прашање, кое го упатувам до министерот или заменик министерот за животна средина и просторно планирање, кое гласи: Владата на Република Македонија во 2011 година донесе тековен план со кој предвиде средства за изградба на филтер станица за водовод во Гостивар. Ме интересира степено на реализација на овој план и крајниот рок за негово завршување. Следното прашање произлегува од средбите со граѓани кои што јас како пратеник ги имам со жителите на Гостивар и Гостиварско. Имено при една посета на населба Циглана, општина Гостивар, инаку за ваше сознание се работица населба која што има повеќе од 1000 жители, од страна на младите беше побарано доколку е можно од страна на владата да се изгради едно повеќенаменско спортско игралиште, кое би представувало и главна забава за младите од оваа населба, со оглед на фактот да тука, а и во непосредна близина на оваа населба, нема никаков спортски терен. Од тука и произлегува моето второ прашање, кое го упатувам до Агенцијата за млади и спорт или владата на Република Македонија и барам на писмено да ми се одговори, дали во програмата на агенцијата е предвидено изградба на повеќенаменско спортско игралиште во населба Циглана, Гостивар и доколку е, кој е рокот за почеток и изградба на истото. Третото прашање го упатувам до министерот за одбрана. Имено, почитувани, ова собрание во февруари или поточно на 5 февруари 2014 година донесе закон за служба за дополнување на законот за служба во армијата на Република Македонија, со кој што на професионалните војници кои што навршуваат 45 годишна возраст им се возможува да засниваат работен однос на неопределено време без објавување на оглас со преземање во органите на државната и локална власт и други државни органи, основно согласно со Уставот и законите на Република Македонија. Истото, односно оваа одредба важи и се однесува и на професионалните војници кои ретроактивно службата во армијата им престанала на 35 годишна возраст и на 38 годишна возраст. Рокот кој што требаше да се реализира овој план беше 9 месеци. Токму сега истекуваат тие 9 месеци, па затоа моето прашање упатено до министерот за одбрана би гласило: колку поранешни професионални војници потпишаат договор од ваков тип и кои се условите кои се потребни за потпишување на договор за ваков вид на вработување? Благодарам. Благодарам и јас. Пратеникот Сашо Ацимовски постави 3 пратенички прашања. Првото е до Министерството за животна средина и просторно планирање. Одговор се добиете од заменикот министер. Повелете. Благодарам, председателе.
Благодарам за прашањето на пратеникот Сашо Јакимовски. Познат е долгогодишниот проблем, или како што вели тој, повеќе деценискиот проблем со заматување на водата во вода за пиење во Гостивар. Токму заради тоа владата пристапи кон реализација на еден проект преку Министерството за животна средина со помош и на швајцарска донација за изградба на нов цевковод и филтер станица за водоснабдување на Гостивар. Проектот е во финална фаза, веќе се завршени сите монтажни делови на опремата, останува само уште приклучокот на цевковод со филтер станицата, што ќе се случи и очекуваме согласно временските услови тоа да биде негде во почетокот на 2015 година, јануари, односно до средината на февруари месец. Со тоа ќе се надмине тој долгодецениски, да речем, проблем со заматување и со здравата вода за пиење на Гостивар и ќе се реши водоснабдувањето за околу 60.000 жители на Гостивар, приградските населби на Гостивар и неколку населени места. Благодарам. Благодарам јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Сашо Јакимовски. Повелете. Благодарам, председателе. Со оглед на фактот дека заменик министерот кажа дека во 2015 година конечно ќе се реши овој повеќе децениски проблем за гостиварци, јас сум наполно задоволен од одговорот и немам дополнително прашање. Благодарам. Второто прашање упатено до владата на Република Македонија, поточно за Агенцијата за млади спорт и побарање на писмен одговор. Во ред, значи, поднос на второто прашање од владата на Република Македонија ќе добиете писмен одговор. Трето прашање упатено до Министерството за одбрана и одговор ќе добиете од Министерот за одбрана. Повелете, министр. Благодарам, председателе, почитувани пратеници. Врз основа на измените на Законот за служба во АРМ, донесени во февруари оваа година, Министерството за одбрана има обврска да ги вработи сите професионални војници кои што им престанал работниот однос со возраст од 35 односно 38 години, кој што беше претходно регулирано со законот, и кои што на 31.12.2013 година имале статус за невработени лица. Во последниве неколку месеци Министерството за одбрана презема активности. Прво беа заедно со Генералштабот на армијата идентификувани сите лица кои што имале вакви договори, кои што им престанале со наполнување на возраст од 35 односно 38 години. По тоа оваа листа беше разгледана, односно доставена до Агенција за вработување со цел да се провери дали го исполнуваат вториот услов, односно условот да бидат невработени на 31.12.2013 година. При тоа е утврдено дека 59 лица поранешни професионални војници кои ги исполнуваат овие два услова и беа поканети во Министерството за одбрана да го потпишат договорите за нивно повторно вработување. Во текот на минатата недела 52 војници го потпиша, поранешни професионални војници го потпиша овој договор и во почетокот на оваа недела уште 5 војници, поранешни војници го потпишаа договорот. Што значи во овој момент имаме ситуација каде што 57 поранешни професионални војници имаат потпишано договор, од нив 54 се веќе пријавени во Агенција за вработување дека се вработи во Министерството, другите ќе бидат 3 пријавени во понеделник. И сакам да информирам дека двајца поранешни професионални војници рекоа дека не сакаат да потпишат овој договор. Така да законската обврска во целина е исполнета. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Сашо Јакимовски. Повелете. Благодарам, председателе. Со оглед на фактот кој што го искажа министерот за одбрана дека договорите со сите поранешни професионални војници кои што ги исполнуваат условите, односно се работи за бројка од 59, е во тек или во фаза на крајно нивно завршување, јас сум наполно задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.